Здраво, девици, добро дојдовте. Се надевам сте расположени и подготвени да ги чуете тарот предвидувањата за вас месец јануари, но и останатите месеци до средината на 2023. Значи ова е јануарското толкување, но воедно ќе биде и полугодишно видео каде ќе ги опфатиме останатите месеци до јуни, од јануари до јуни, со што фокусот ќе оставиме на јануари, но за другите месеци ќе спомнеме по нешто поважно, поголемо, по некоја љубовна порака и јас верувам дека ќе уживате. Пред да започнеме, ве потсетувам, претплатете се, лајкувајте, коментирајте, споделувајте. Тоа навистина ни значи. Ајде сега да видиме девиците во јануари најпрво со што ќе се позанимаваат. И јас гледам дека вие во јануари сте наумиле нешто. Ова одлука е конечна, готова, нема назад, нема преиспитување на одлуките, нема одложување, нема толку. Овој пат сте одлучиле. Се работи за нешто што и досега го правевте, меѓутоа досега колку и да го правевте, сепак или не го привршувавте, или пак беше краткорочно. Не гледавте подалеку, гледавте да завршите во моментот работата, проблемот да го решите или зашто и да се работи, затоа што за сите од вас ќе се работи за различни теми, различни аспекти. Јас ги принесувам пораките само преку некоја метафора, како можам најблиску да ги принесам, а тоа во кое поле се наоѓаат кај вас, тоа вие само може да знаете и вие интерпретирајте се како што најдобро вам ви одговара. И значи вие ќе решите дека тој проблем кој досега не сте го завршиле, таа работа, таа ситуација не мора да значи дека е проблем. И овој пат сте одлучни и крај нема назад. Сте одлучни, знаете што ве води, знаете која ви е целта, јасно ја гледате пред себе, поставена ви е и одите. Што ќе се случува меѓувреме? Ќе се случуваат за многу од вас различни нешта, некои од вас може би само сакаат да напуштат некоја ситуација која веќе ништо добро не носи. Може би со некоја водолија имате работа, или пак ова што ќе го направите сега ќе ве стави во фокусот, во центарот, ќе ве стави во центарот на случувањата и другите на другите ќе им биде важно што правите, меѓутоа очигледно нема и да го поддржат. А ако го поддржат, тоа ќе биде со некои прекори, со некои расправи, но тоа вам повеќе не ве интересира затоа што сте одлучиле. Ова досега не функционира, едноставно не функционира, невозможно е да се продолжи така, затоа сте одлучиле. За некои од вас треба многу да внимавате на постапките и вашите, но и туѓите, затоа што јас гледам дека овде се работи за некакви тајни, за некаква неискреност, за некакви неверства. Значи, внимавајте, другите можно е да се послужат со такви работи, со некакви интриги во врска со ова што го правите, дали да ве одвлечат од идејава, или пак да ве остават во истата ситуација, или што и да е ми е наум, значи мора да внимавате, или пак вие. Ако е здравствен проблем, тогаш одлично, ова е супер, идеален момент да се ослободите од се што не функционира. А ако не е здравствен, тогаш да се ослободите, па може би и од луѓе. Ви од нешто ќе се ослободите во оваа ситуација. Нешто ќе отфрлите, нешто повеќе отфрлајки го, вие ќе бидете посрекни и позадоволни, без разлика за што и да се работи, дали е во љубовта, во здравието, во работата, во пријателствата, врските, што и да е. Ве очекуваат многу убави нешта, значи во оваа ситуација во која сте, ве очекуваат многу убави нешта, ќе се чувствувате после ова, може би само некој хируршки запад, може и естетски, како и да е, ќе се чувствувате размладени, полни енергија,
ќе бидете, ќе зрачите, периодов ќе зрачите. Можеби ова како вие зрачите на некој друг му пречи, па затоа ќе има такви некои моменти, некои интриги, но не грижете се. Вие каде сте тргнале, тоа е патот по кој треба да се оди, таму е задоволството, таму е успехот, таму е среќата. Некои други девици треба да внимаваат на трошоците во јануари. Гледам дека вие премногу сте се опуштиле. Многу сте се опуштиле и сето се ова опуштање во врска со подароци. Добро, да, таков е месецот, имаме многу празници и сето тоа, меѓутоа внимавајте, затоа што ако премногу се опуштите со подароци, значи ова опуштање се работи само за подароци, само за расфрлање, можеби се подароци кои не мора да се толку скапи или толку премногу да се дарува. Треба да внимавате на тоа, затоа што ако не внимавате, гледам дека подоцна во јануари ќе се случат некои можеби расправи со партнерот кој колку потрошил, зошто се трошело на сето тоа, зарем не можело поинаку, такви некои работи, ќе има расправи, а некој од вас пак ќе заборавите на некој друг трошок кој сте го имале или некоја друга обврска која требало да ја исполните финансиска, сте заборавиле на неа и сега кога ќе се појави ќе ви биде тешко како да најдете начин да го решите ова. Затоа тоа е советот, внимавајте колку трошите и тоа трошите на непотребни работи. Не се ова работи потребни толку многу, не се ова неопходни, затоа внимавајте. Други девици ќе дојдат до некакви пари, можеби сте ова пари на некакви игри на среќа, хазардни игри, зависи што правите, со што се занимавате, може се пари само од подароци, а многу од вас ова се пари од некоја некоја работа која многу едноставно ве окупира и времето и енергијата и се ви зема. Вие свесно го правите ова, не дека нешто лошо ви се случува, меѓутоа тоа што го правите, што не е толку лесно, го правите, очекувајте финансиски успеси, и тоа големи финансиски успеси се ова. За некои кажав, ќе бидат само подароци во вид на пари, доаѓаат од подалеку и доаѓаат од некој кој многу ви значи, на кој многу му значите. И тоа би било тоа за јануари. А сега одиме понатаму. И понатаму не чека месец февруари. Месец февруари ќе биде месец каде вие што сте во врска, вие што сте во брак или било каква да е ова емоционална врска со нешто и со некого, тука нештата ќе бидат идеални, ќе бидат одлични, ќе наоѓате тука топлината, тука поддршката, радоста, спокојството, мирот. Значи со партнерот, во љубовта и во се она што го правите со љубов, очекувајте прекрасни моменти. Апсолутно, значи спокој, ова е невиден спокој, мир, радост, се што треба да се случува во една здрава врска, се што треба да се случува во она што го работиме од љубов, ќе го доживеете и таков ќе ви биде целиот месец, прилично поголем дел од февруари. Она на кое треба да внимавате пак во февруари се некои луѓе или постапките на некои луѓе. За секога различно, секога е во различно поле од животот. Вие тоа го знаете, значи некој или нешто во животот вас сака да ве исфрли од нешто, да ве исфрли од игра, да ве исфрли од конкуренција. Вас сака некој нешто да ве тргне од некоја работа. Може и во работата, може и во домот, може би пак некој сака да ве исфрли од дома.
Сега, многу девици го слушаат ова, за секога е различно. Внимавајте, затоа што овој некој нема да има нити убави идеи, нити убави чувства, нити убави планови во врска со вас во февруари. Ако имате таков, ако постои некој таков, тогаш добро внимавајте, подгответе се затоа што тој ќе действува во февруари. Е љубовната порака за вас за месец февруари е следнава. Прифаќањето е клуч на внатрешниот мир. Од време на време ние мора да ги прифатиме работите такви како што се. Нема поента да ги менуваме нештата кои се надвор од нашата контрола. Ова е порака само во љубовта и за некој од вас може би ќе значи прифатете ги, тоа е пораката, прифатете ги нештата такви како што се, за да доживеете мир и спокој. И сега одиме со март. Одиме понатаму, значи во месец март вие ќе доживеете некои убави работи на финансиско поле, некакви успеси, некакви пари кои сте ги заработиле, ги носите дома или доаѓаат кон вас. Ако имате некоја водолија во вашиот живот, ќе ви израдува со некакви големи успеси, ќе ви израдува со некакви подароци, со некакви, ако не се финансиски, тоа што се емоционални, некакви подароци или некакви извинувања, нешто убаво и нешто големо, нешто сјајно доаѓа кон вас, тоа се можеби подароци, тоа е нешто тоа се вредности, некои скапоцени работи. Апсолутно скапоцени овие може да бидат. Значи убави нешта. Повторно, а оне на кое треба да внимавате сте вие самите или некој стрелец ако ги имате во вашиот живот, затоа што тој стрелец или почнал полека да се повлекува и да губите баланс во врската, сака да се оддалечи, сака да се оттргне, или пак тоа сте вие самите. Вие сакате да се изолирате, сакате да се оттргнете од се, меѓутоа со тоа вие само ќе го изгубите балансот. Без баланс ништо не функционира на овој свет, затоа што никогаш сакаме да бидеме сами, сакаме да се изолираме, меѓутоа на тоа треба да му дадеме рок и време и еднаш да заврши, за да постигнеме баланс и со реалности, со останатите луѓе, со останатиот свет. Но вие во март можеби ќе почнете да губите баланс, сакате да се повлечете, затоа многу добро да внимавате на тоа, многу добро да внимавате. И пораката љубовна за вас во март е следнава. Простување. Престанете да се фокусирате на енергијата од минатото. Животот е премногу скапоцен за да се потроши за безвредни работи. Ја креирате вашата реалност со она како размислувате, што сонувате и зашто фантазирате. Значи сите вие во љубовта ова порака, сите вие кои не може да се ослободите од минатото, ова е сега момент, ослободете се и не ги трошете залудно моментите што ви се појавуваат во секојдневијата. Животот, како што беше во пораката, е премногу скапоцен да се потроши така. И сега наред е месец април. Во месец април вие девиците ќе решите некој голем проблем, некој спор. Решавате нешто големо со некој човек, може би е овен, лав, стрелец, ако не е тоа што вие ќе бидете вакви огнени, решителни, спремни за борба, која ќе ве донесе успех. Вие ќе остварите. Вие ќе завршите некаков спор, некаква расправија, нешто што не функционираше со некого или пак во вашиот живот, за се, апсолутно може за се да станува збор, ќе го решите во април месец, очекувајте разрешница конечно на некој проблем. Оно на кое треба да внимавате е сега овде се појавува овој момент. Не споменавме дека во март месец ќе се случи да изгубите баланс.
Сите вие кои нема да внимавате и ќе дозволите да се случи овој дисбаланс, сега во април месец ќе се појават поголеми проблеми, затоа што вие може да станете зависни од таа ваша изолација, тоа ваше затварање во темни простории, во самотија и другите не може да продрат до вас. Ќе се појави проблем, затоа многу ве молам, многу да внимавате на тоа колку се изолирате и колку ги отфрлате другите луѓе од вашиот живот. И вие сте им потребни нив, но и тие вам ви се многу потребни. Да не дојде до поголеми компликации во ситуацијава, морате да внимавате. Значи, земете си го секое време кое ви е потребно за самотија, за изолација, но на тоа треба да му се стави крај во одреден момент. Не смее да продолжи. Затоа што, кажав, повторно кажав, може да се јават некакви зависности таму каде што вие сте сами и не обрнувате внимание на другите, се затварате во некои темни простори, може да се јават некакви зависности. А другите луѓе повторно страдаат заради сето тоа, заради тоа што не можат да допрат до вас. И сега љубовната порака за месец април грижејќи и негувајќи се еден со друг. Се извинувам, јас одалеко ми не можам да прочитам. Критикувајќи се еден со друг, тоа само ве води вас во поголема несреќа и незадоволство. Сакајте се и прифатете се себе си, такви како што сте, и вашата врска магично ќе се трансформира. Значи, вие што сте во врска, што имате веќе некој, па дури ако сте сами, критикувајќи се себе си или едниот другиот, само тоа води до недоразбирања и повторно до проблеми, до несакани ситуации. Затоа прифатете ги нештата. Значи, во повеќето пораки го забележувам истиот овој збор, истата ова фраза. Прифатете ги. Значи, темата за вас првите месеци од 2023 во љубовта е да ги прифатите нештата такви какви што се. Сега одиме понатаму, тоа е месец мај. Месец мај. Вие, девиците во месец мај, ке нешто кое некоја ситуација вие успевате да ја држите под контрола, да ја држите на некакво ниво, или пак многу тешко ви оди, не или пак многу тешко ви, туку секако дека е тешко, ова е напор, ова е притисок, ова е премногу енергија, физичка, ментална, какви да е, што ја вложувате во оваа ситуација, да ја додржите на некакво ниво или пак да ја одржувате во живот воопшто. Таа ситуација во мај месец ќе се смени, нештата ќе се променат на некој начин, не знам каков, тоа ќе видиме понатаму, ќе си имаме ние толкување за секој месец, но ова ќе се смени и вие конечно ќе земете оддишка и конечно ќе се ослободите од овој притисок, од овој товар. Може би нештата ќе се избалансираат сами, ќе се регулираат сами или не сами со некаква помош или акција или било што, и конечно ќе се ослободите вие од овој напор, од овој притисок. Она на кое треба да внимавате е повторно или е балансот, или тоа колку вие многу работи одеднаш земате. Не може да седиме на две столици, не може две лубеници под иста мишка, како беше она, не може. Со тоа вие ќе се соочите, тоа ќе го доживеете во мај. Значи, внимавајте колку нешта земате одеднаш да ги сработите, со колку нешта одеднаш сакате да се занимавате, или пак со колку луѓе во исто време имате работа. Ако не стави ова, ако не се пронаоѓате, тоаш некој друг е во вашиот живот. Може би некој сака повеќе нешта да прави одеднаш, може би сака да прави нешто кој вие не го знаете.
Тоа е нешто на кое треба да внимавате, само другото си е се во ред. И љубовната порака за месец мај за вас, девиците, е страст. Магнетска и заводлива енергија ќе ве обкружува. Уживајте. Значи, вие што сте сами, па и вие кои во врската некако се губи страста, во мај ќе бидете во една одлична ситуација во љубовта. Значи, никаква страст се појавува за тие што сте сами, се појавува некој човек во вашиот живот, тие што сте во врска, се враќа страста во вашиот живот. Уживајте ги овие моменти, во се преубави моменти. И за крај месец јуни. Да видиме со месец јуни ќе се занимавате со. Во месец јуни вие девиците ќе остварите нешто, некаква победа, нешто многу големо. Ова е толку големо што и другите луѓе ќе зборуваат. Ќе бидете во центарот на вниманието во јуни, сите ќе зборуваат за ова што сте го направиле, ова што сте го оствариле, ова што сте го доживеале. Ова е ваша лична победа, уживаете го секој момент во јуни, славејќи ја оваа ваша победа, за што и да се работи. Оно на кое треба да внимавате е некој во вашиот живот од женски пол, можеби, а можеби па вие сте самите. Внимавајте на мислите, внимавајте на чувствата, ќе се појават можеби некакви стравови, некаква анксиозност, некакви црни мисли. Ова се само мисли во вашата глава. Не дозволувајте ни секунда да ве заплашат или да ве стават во ситуација на немоќ, затоа што ништо не е така како што вам ви изгледа во главата. Ако не сте вие, тоа е некој ваш близок, внимавајте, се соочува со некоја депресивна можеби епизода, можеби не му е лесно, не е лесно, како и да е, бидете тука за вашите блиски. И пораката љубовна која е за вас за месец јуни е време. Вие се обидувате премногу. Дајте му време. Значи, што и да значи ова за вас, немојте толку да бидете упорни. Дајте му на нештото време. И, драги мои девици, јас се надевам ќе најдете нешто од сето ова што ќе ви значи, што ќе ви се најде, ќе ве води, и до следното. Чао, чао.